Добро вечер. Во 360 степени вечерва делумно ќе одстапиме од вообичаениот понеделнички формат во кој главно гледате интервју и со тројцата гости во студиото на МРТ ќе дебатираме на теми од областа на правосудството. А ги има многу во последно време. Од ставањето на американската црна листа на апелацијскиот судија Енвер Беџети, преку изборот на нови членови на судскиот совет, најавите на премиерот за робусна акција во правосудството, начинот на кој јавното обвинителство реагираше и реагира на овие изјави. Во студиото со нас се Вера Коцо, поранешна судика во Врховниот суд и членка на управниот одбор на Невладиниот институт за човекови права. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Ивана Петковска, програмска координаторка во Невладината коалиција Сите за правично судење. Благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. И Васко Маглешов, мој колега, новинар во БИРН, кој покрива и следи теми од областа на правосудството. Добро вечер. Благодарам што ја прифативте поканата. Откако судијата во апелацијскиот суд во Скопје, Енвер Беџети, заедно со екс-вице-премиерот Артан Груби, заврши на американската црна листа поради, да бидам прецизен, ќе цитирам, вмешаност во значителна корупција преку примање мито за подкопување на судските процеси поврзани со Сашо Мијалков. Од судскиот совет стигнуваат информации дека од внатре, веројатно од член или членови на судскиот совет, е иницирана нова постапка за утврдување одговорност на судијата Беџети. За подсетување, постапката за утврдување одговорност на Енвер Беџети поради тоа што 9 месеци во ФИОКа го чуваше предметот за масовното нелегално прислушување Таргет Тврдина, лани во ноември заврши само со парична казна за судијата, 20% помала плата за период од 6 месеци. Како ја оценувате оваа нова иницијатива во Судскиот совет за утврдување одговорност на Беџети? Дали ја сметате за соодветен одговор? Еве Петковска прва. Така, со оглед дека Судскиот совет веќе има донесена одлука за дисциплинска одговорност на тој судија по однос на предметот за чување во ФИОКа, навистина не знам како би постапувале повторно кога за таа работа веќе е донесена правосилна одлука. Колку што имам информации, немаше ниту поднесена жалба од страна на судијата за таа одлука, така што тој процес и тој предмет е завршен минатата година со одлука која што ја имаме таква каква што ја имаме. Така што навистина не знам како Судскиот совет ќе покрене повторно иницијатива за иста работа кога веќе е одлучено за тоа. Може ли тоа што еве, знам дека се работи апсолутно за одлука на друга држава и така натаму, без реални последици во правниот систем на нашата земја, бидејќи такво нешто нели не постои. Дали тоа може да се смета за некаква околност која што може да се земе предвид и да се обнови постапката? Не знаеме Судскиот совет иницијативата врз основа на што ја има покрената, односно дали се нови докази, нови наводи кои што укажуваат на корупција. Меѓутоа мора да се напомене дека и во извештајот на Европската комисија Судскиот совет особено беше тангиран по однос на ова прашање, каде што јасно беше наведено во извештајот на комисијата дека немало соодветна разрешница за судијата по овој предмет, односно немало негово разрешување со оглед на тоа дека се чувал предмет кој што е од јавен интерес во ФИОКа 9 месеци. Така што ќе мора внимателно да се разгледува овој предмет и да видиме како Судскиот совет ќе постапува. Со оглед дека постапките се тајни, претпоставувам дека нема да има многу информации во јавноста, доколку судијата сам не побара. Меѓутоа, навистина е дилема дали навистина Судскиот совет може повторно да одлучува за иста работа. Господи Коцо, вие што мислите? Моето мислење е следното. Се прашувам дали требаше да биде ставен на црната листа Беџети за да се покрене сега оваа втора постапка пред Судскиот совет. Кога имаа можност ова прашање убаво да го разрешат уште во тој момент. Го пропуштија тоа, му дадоа минимална казна од 20% од плата, што не значи за мене, за таква повреда не значи ништо. Сега оваа нова иницијатива, покрената во Судскиот совет, не знаеме од кои причини е и дали е поврзано со тоа или е откриено нешто друго. Бидејќи сите знаат дека не може никој да одговара два пати за една иста работа. Се одлучува еднаш дали е тоа кривично или е друга некоја постапка, меѓутоа секогаш се одлучува еднаш за една работа.
Како ќе го изведе тоа судскиот совет, не знаеме, бидејќи немам информација што е содржано во таа нивна нова иницијатива за покренување на оваа постапка против Беџети, како тој ќе се брани и што понатаму ќе се случува, останува да видиме. Иако може би логично ќе беше судијата веќе самиот да поднесе оставка, нели? Па тоа е логично, но ако имате чест и доблест, храброст, кредибилитет, што постојано го кажувам, и судска храброст, односно професионална храброст, да го направите тоа. Ако не, останува све на случајот. Да, како велите во едно Да, интервју? ако би можела нешто да додадам, за тоа што судскиот совет повторно ја отвара нова постапка, инициира постапка за одговорност, некако се остава впечаток кај нас дека кога странците ќе кажат нешто, тогаш институциите се будат и почнуваат да работат. Значи, имаше претходни укажувања, имаше извештај од судскиот совет за работењето на овој судија, меѓутоа така заврши како што заврши. Кај нас повторно мора странците, некој од меѓународната заедница да каже дека не е како што треба нешто во државата за институциите да се разбудат и да постапуваат. Тоа е тажно, секако. Маглешо, вие истото прашање. Јас сум на истата линија и со судиката почитувана и со Ивана. Мислам дека прашањето кое што веднаш се постави е зошто судијата самиот не се повлече. Станува збор за таков притисок, особено меѓународен, па да речам и јавен, што во основа замислете да имате предмет кој што го суди тој судија што е на црната листа, или да се наоѓа кај него како судија известител или председател на совет, во основа тоа е проблематично. Но А има такви предмети? Секако, секако. Оно што би сакал да го нагласам е дека судскиот совет навистина е пропушти можноста, бидејќи нестручно и несовесно вршење на судиската функција е член од Законот за судови и вели вака: судија може да биде разрешен ако не го зема предметот во работа заради што настапува застареност на кривичното гонење. Значи 100-0 судијата Беџети само по оваа основа требаше да биде разрешен. И тоа го пишуваше многу децидно и во извештајот на Европската комисија. Иако застарувањето нели беше комбинација меѓу држењето во фиока и измените на Да, кривичниот меѓутоа закон. придонесува тоа што 9 месеци го чува предметот во некаква лимбо позиција, не го одлучува, па и така натаму. Не беше само тој, да ви кажам дека имаше уште една судика, Лирие Елезија Ирулао. Еве зошто, например, за неја не се отвори постапка. 5 месеци имаше период од донесувањето на одлуката до изработката на пресудата. И таа е напишана во извештајот за Дановиве, кога го членовите на преслушува комисија. в интервјуто со тогашниот председател на судскиот совет Сашко Георгиев, дадено во ноември, веднаш откако судскиот совет решава само парично да го казни судијата Ембер Беџети, тој меѓу другото како аргумент кој го користеле дел од членовите на судскиот совет го наведува токму ова, дека зошто само Ембер Беџети да биде одговорен кога имало и други судии членови на советот кои решавале во случајот Таргет Тврдина. Така е, и тие се уште се суди, и за нив нема никаква постапка, нејасно е зошто само за судијата Ембер Беџети тоа е направено, само да ве подсетам дека не беше само Таргет Тврдина, беше и предметот транспортер. И ако го читате извештајот ќе видите дека и таму имаше одолговлекување на постапката во тој предмет, можеби не толку колку што беше во Таргет Тврдина. Но она што е важно дека тие 20% со кои што е казнет судијата, дали знаете во пари колку се? Тоа се 2500 евра или една судиска плата вкупно. 20% по 6 месеци. Тоа е навистина премалку за таква штета каква што тој прави не само врз основа на конкретен предмет, туку и на подривање практично на довербата на граѓаните, на јавноста во правосудниот систем. Тоа ќе му дојде, господјо Коцо, како поттеки за другите суди. Ако се завршува само со 2500 евра казна, зошто и некој друг не би влегол мислам дека во таков воопшто не процес? требаше да следува парична казна. Паричната казна се знае, се дава за некои полесни повреди, каде што може да се санира состојбата, а во случајов се работи за тешка повреда, тешка дисциплинска повреда која повлекува разрешување. И не знам зошто судскиот совет имаше дилема околу тоа прашање, но најверојатно, како што се случува обично, некои превирања диктирани од ваму, од таму, па допринесоа да го разнишаат нивното мислење и на крајот да донесат една таква одлука која што навистина беше смешна и
за судската фела и за јавноста. Да. Петковска. Дополнително само би додала, за разлика од овој судија кој што беше казнат со парична казна, ние имаме разрешен судија за предметот траекторија, за кое што едно од кривичната дела застаре, поради тоа што рочиштата не се закажувале често или кратко траеле рочиштата. Така што имаме различна пракса на постапување од страна на судскиот совет. Или судика која што практично го казнила адвокатот бидејќи ја навредил на Facebook, таа е разрешена за тоа. Каква е штетата во овој предмет, каква е штетата во другиот предмет, така што несоодветна е казнената политика на судскиот совет во таа смисла. Ако ми дозволите. Да. Овдека веќе се поставува прашањето за селективност. Постојано укажуваме дека селективноста не треба да биде присутна во пресудувањето. Како што се случува понекогаш судиите селективно да пристапуваат кон некои предмети, па ќе одлучат вака или онака, а некои воопшто нема да ги земат во предвид, истото се случи и овде. Селективност во примената на законот визави еден судија кој што дошол некако да биде ставен пред судскиот совет, а другиот пак воопшто не е ни ставен. Да. Само сакав да дополнам дека овој развој на настаните практично не почнува од сега. Ако се сеќавате во 2021 Судички совет составен од тројца судии донесоа за 6 месеци при иста фактичка состојба две различни одлуки во врска со гаранцијата на Сашо Мијалков. Судијата Енвер Беџети беше дел од тој совет и тогашниот вице-премиер Бојан Маричич излезе јавно и ги повика и судијата Беџети уште еден судија Ѓоко Ристов да кажат јавно зошто донеле таква одлука. Така што за мене клопчето почна од тогаш да се одвртува, сега веројатно гледаме само некакво финале или епилог на тој случај, но оно што уште повеќе загрижува е следното. Во дел од извештајот кој го читав вели вака: дали знаете дека судијата Енвер Беџети за 4 години има укинато само 6 одлуки од Врховниот суд? Што значи дека тој бил прилично професионален судија ако се суди по оваа статистика. Јас сериозно почнувам да се сомневам како се ценат судиите во судскиот совет ако имаме ваков суди осуден, односно осуден јавно да речам за корупција. На кој извештај се повикувате? Се повикувам на извештајот кој што тоа е практично решение на судскиот совет за неговата дисциплинска постапка. Во дел од аргументите кои што самиот ги навел, тој вели јас сум многу професионален, имам укинато само 6 одлуки за 4 години. Така што замислете каков судија седи во Меѓутоа колку предмети решил? И тоа исто така дискутабилно прашање. Ако има само 6 укинати, колкав му е фондот, односно таа норма што е предвидена за судиите, дали ја исполнувал или не? Тоа во основа секогаш скоро и да се исполнува, меѓутоа зад статистиката стојат некакви други позадински околности кои што во основа ја даваат бојата или колорот на настаните. Сега, ако на судскиот совет ќе видиме, му е полесно, не му е лесно да води обновена постапка, веројатно целта ќе биде сега да се разреши Енвер Беџети, но рековме да видиме нели на која основа е базирана иницијативата и како ќе се тера тој процес. Тогаш на јавното обвинителство кое оформи предмет откако Груби Беџети завршија на американската црна листа по допрен глас, предпоставам нема да му биде толку лесно да собере докази и да докаже подкуп. Или се лажам? Што мислите? Во право сте. Многу е полесно кога ќе излезете од говорница и ќе обвините некој без разлика дали сте амбасадор на најмоќната држава во светот и кога тоа ќе треба да го докажувате во судска постапка. Таму ви требаат докази. Зошто мислите дека некој што го дал подкупот сега би излегол јавно и би рекол да јас точно дадов пари за да се заврши работата? Тоа е во основа тешко докажливо, не велам дека е невозможно. Меѓутоа, прво е поминато време, второ и самите актери не сакаат веројатно да бидат откриени, така што мене ова што го работи јавното обвинителство, практично полицијата го работи, јавното обвинителство сега е некаков сервис, би требало да биде обратно, ама тоа е некаква друга тема. Ми се чини дека ќе заврши во ќорсокак. Не очекувам некаков исход во кривичната постапка во таа смисла. Сте чуле дека претседателката на Врховниот суд е една од оние што е повикана во истрагата за овој предмет да даде исказ пред основното јавно обвинителство Скопје? Да, сум слушнал, но не верувам дека освен некакви индиции, односно муабети, бидејќи и за време или пред нејзиното разрешување имаше такви муабети, не верувам дека тоа би биле такви материјални цврсти докази кои што ќе можат да подкрепат нечија вина. Ова би било збор на збор, муабет на муабет, не знам колку тоа не, па нејзиното сведочење некако ми укажува на тоа дека случајот сега како малку пошироко да пробува да ги фати работите, а не дека се концентрира само на случајот со Енвер Беџети. Сега одам на
на шпекулациите, нели, кои што се појавија јавно, поврзани со евентуалното враќање на Никола Груевски во земјата и така. Но добро, ајде ќе видиме. Вие што мислите околу поставката пред јавното обвинителство? Ќе видиме каков ќе биде исходот. Меѓутоа, ова е втор случај каде што јавното обвинителство по допрен глас отвара истраги за функционери. Првите беше за градоначалникот на Струга. Таму јавното обвинителство, иако неколку пати имало и кривични пријави и укажувања, сепак, откако беше ставен истиот на црна листа, беше покрената постапка за злоупотреба на службената положба и овластувања. Ама сега како да ги штанцаат пак обвиненијата против Мерко, некако нема, па ќе дојде ново обвинение за Мерко. Така, да, затоа и споменав претходно дека кај нас странците кога ќе кажат дека има нешто, се будат институциите и почнуваат да постапуваат. Ќе видиме каков ќе биде исходот, истрагата се уште трае, дали ќе заврши можеби со спогодба, ако има докази за кривично дело, дали ќе продолжи со судење, ќе зависи од обвинителство. Господи Коцо? Многу е проблематично и многу на некој начин излегува од она што значи навремено постапување на нашите институции, да се чека некој да биде ставен на црна листа, па потоа да се покрене постапка. Можеа ова да го направат многу порано. Органите на прогонот, па и обвинителството, зар досега не слушнало ништо за овие судии? Слушнало. Меѓутоа, си ќутеше, не покренуваше ништо. Од искуство може ли да се докажува подкуп сега, откако тој се случил пред година-две? Тој може да се докажува, но како ќе се докаже? Дали ќе има доволно докази? Еве, амбасадорката рече дека лесно дошле до доказите Ако и дека... ние можевме да ги собереме, така, можат и тие. Можат и тие, што значи дека и нашиве институции можат да дојдат до тие докази. Сега работата е колку тие ќе се заложат да дојдат до тие докази, зошто досега не превзеле ништо. Дали таа нивна инертност ќе биде и понатаму присутна или ќе се превземе нешто кое што ќе биде со плод, односно ќе се докаже дали тој судија нешто направил или не. Бидејќи постојано во нашето судство се укажуваат на некакви проблематични случаи, судија направил ова, судија направил тоа, меѓутоа некако сето тоа останува во една сфера на недокажаност. Мора да се пристапи многу брзо, ефикасно и да се донесуваат одлуки онакви какви што треба да бидат. Коренот на проблемот, ако смеам само да ве дополнам, е тоа како овие кадри воопшто влегле во судството. Овој судија Енвер Беџети има само 2 години судиски стаж како првостепен судија и веднаш потоа е унапреден во апелациониот суд. И не е само тој. Има еден куп такви судии, има судии во Врховниот суд кои што пресуда не напишале, а сега ценат пресуди стана веднаш апелациони судии, па таму по стариот закон влегува во И да не заборавиме дека Стар проблем е тоа. Така е. Тоа е Меѓутоа стар се провлекува, проблем ова е сега епилогот од тоа што некој пред 10 години ги пропуштил во системот, сега се резултатите на основа на таквото поведение кое што некој направил пропуск лиш во системот. И да не заборавиме дека тој се кандидираше за Врховен Врховен суд, суд. така. И дека и доби неколку гласа во судскиот 4 совет. гласови доби, да. Под веќе позната околност, Така. ова со таргет тврдина. И не се повлече. Не се повлече, не. Сте ја чулели тезата дека застарувањето на предметот таргет тврдина е дел од цената што морало да се плати за да се донесат уставните измени кои произлегува од Преспанскиот договор. Уставни измени, ова е тезата, да речем, во одбрана на Артан Груби и на Енвер Беџети. Уставни измени не биле можни без помошта на Сашо Мијалков. За Сашо Мијалков да се ангажира во убедување на дел од пратениците на ВМРО ДПМН е морал да добие ветување дека нема да одговара за делата за кои што беше осомничен и обвинет, а за да не одговара морало некој од политиката и од судството да го сработи тоа. Па случајот во кој всушност Артан Груби работел во американски интерес, да се донесат уставни измени, земјава да стане членка на НАТО, сега му се враќа како нож во грб. Што ќе кажете за ова? Па Знам дека да кажам, јас не сум политичар Да. и не ми се Да, познати. политичка е малку тезата, да. И не ми се познати тие заврзлами меѓу политиката и судството евентуално. И од таа причина не ми е познато што меѓу нив се случувало за да можам нешто поконкретно да кажам.
Ивана? Да, не би ги коментирала дали навистина е тоа така, меѓутоа е многу интересно кај нас што секогаш кога станува збор дали е за уставни измени или слично, имаме некаква поврзаност на судски предмети во таа политика и судството е секогаш мета на затоа и на критика и за политички влијанија во судските предмети, меѓутоа она што е многу важно е тоа што ако имаме ние суди кои што носат навистина образложени одлуки, со кои што ќе не убедат дека навистина одлуката која што донела е праведна и правична, би можеле да ги оттргнеме тие сомнежи. Затоа е важно и ние многу често потенцираме дека образложенијата на одлуките се тие кои што нас ќе не убедат дека е навистина донесена правилна одлука. А дека можно имало политички влијанија, не би коментирале, меѓутоа не би било ни случајно да е навистина така со оглед на историјата која што имаме именатото со други судски предмети. Дури и да е така како што велите, мислам дека секогаш на крајот сметките доаѓаат за наплата, а сега сметките стигнуваат за наплата, така што ние сега ги плаќаме веројатно сметките на некој што политички маневрирал или се обидувал да се договара за некакви, да речам, повисоки цели. Каква и да ви е висока целта, кога работите на подривање на правото, ги уништувате фундаментите на државата и на довербата на граѓаните во системот, така што залудни се сите политички битки ако ги урнисаме темелите на државата. Пред неколку дена судијата од Скопска апелација се извинува Маритон Ала и судиката од Штипска апелација Данка Ристова беа избрани за нови членови на судскиот совет и тоа во директно гласање и изјаснување на самите судии. Изборот на Данка Ристова веднаш предизвика реакции поради тоа што станува збор за сопруга на градоначалник на Радовиш кој доаѓа од редовите на ВМРО ДПМНЕ, па опозицијата почна да критикува дека со ова ВМРО ДПМНЕ практично инсталира своји кадри во судството. Што мислите вие за ова, господјо Коцо, за Данка Ристова? По однос на изборот на Данка Ристова, можам да кажам дека таа победи на тие судски избори. Таму имаше пријавено повеќе кандидати. И таа доби, некаде ми се чини од тоа што прочитав, 24 гласа, визави некои што добиле по еден глас, а тој еден глас, знаете чив е? Сопствениот глас. Така да не гледам јас некоја поврзаност сега заради тоа што е маш градоначалник. Судиите се тие кои одлучиле дека таа треба да биде член на судскиот совет. Дали правилно одлучиле, тие самите треба да се преиспитаат. Меѓутоа не гледам во случајов зошто се поврзува дејствувањето на нејзиниот сопруг со неа. Дали таа нема право да конкурира? Има право. Ако судиите решиле да ја изберат, тоа останува на нив. Има нели контратези, но ајде прво да го завршиме првиот круг со коментари, па ќе ве прашам. Да, овие избори во судскиот, за членови на судскиот совет беше од редот на судиите и судиите гласа и имаше, мислам дека над 80% излезност на самите избори. Како ќе постапуваат членовите на советот ќе гледаме на седниците, ние секако нели ги следиме тие седници, така што дали ќе има политички влијанија или нема да има преку членовите на советот, ќе гледаме од седниците и од одлуките кои што ќе ги носат. За поздравување овој пат е само тоа што Судскиот совет јавно ги објави биографиите на сите кандидати кои што беа кандидирани за членови на судски совет. Пред гласањето. Пред гласањето, така, за да може и јавноста, меѓутоа и судиите кои што ќе ги бираат, да знаат за кој кандидат би можеле да го дадат својот глас. Тоа беше една од препораките на оценската мисија, така што во тој дел транспарентноста беше запазена и соодветно беа објавени биографиите. И таа судија имаше добри резултати. Разбирам. Факт е дека судиката има 30 годишно искуство и дека, како што рече и судиката, најголемиот дел од незините колеги се изјаснили дека таа сака да ги представува во судскиот совет и тука нема ништо спорно во основа. Неколку работи во основа сепак се спорни. Тоа што до сега гледавме во судскиот совет, исто така избор на суди од самите суди, за кои што понатаму судиите се срамеа. Не знам како ќе заврши овој избор, но јас сум имал контакт со почитуваната судика од Штип за време на една обука во Штип, каде што рече отворено, јас немам работа што да се занимавам со новинарите, мене ми е работа да судам, иако се обидував да ја појаснам дека сите одлуки што таа ги донесува во името на граѓаните, јавноста треба да знае, особено ако станува збор за предмети од јавен интерес. Очекувам судскиот совет, бидејќи неофицијално таа незиното име се врти како една од кандидатките за нов председател на судскиот совет,
да го затвори судскиот совет во смисла на јавност и на транспарентност, што може би ќе биде малце проблематично, бидејќи имаме многу активен невладин сектор, тука се и новинарите, не знам како тоа ќе се одвива. А тоа тешко ќе оди веројатно. Веројатно кога ќе освоите некаква победа, условно речено, или ќе добиете некакви поголеми права, тешко е да се вратите назад, меѓутоа познавајќи ја и лично, мислам дека тука ќе има, да речам, некакво нивелирање на односите и само да во овој момент да кажам дека таа е судиката што заедно со судиите Весна Димитриевска и Славчо Тасев практично му е намалија казната на градоначалникот на општина Ново село Боро Стојчев за шверц на цигари пред неколку години. Пресудата е моментално пред мене, не велам дека таа одлучила вака или онака, меѓутоа треба да се знае која е новата членка на судскиот совет и може би една председателка. Господјо Коцо, доскоро слушавме критики за партизираност на судскиот совет на оваа линија. Например, Лорета Ѓоргиева, судика од Струмица, на чие место патем доаѓа Данка Ристова, беше критикувана дека е практично продолжена рака на СДСМ во судскиот совет, затоа што незиниот сопруг е локален функционер на СДСМ во Струмица. И Лорета Ѓоргиева беше избрана на непосредни избори на начин на кој што сега Данка Ристова е избрана. Но велам до вчера за ВМРО ДПМН ова беше пример за тоа како политиката има своји представници во судскиот совет. Како сега Данка Ристова нема да биде представничка на политиката во судскиот совет, ме разбирате? Ве разбирам. А истото е, да речеме, и со судиката Димовска, така? Антонета, мислите? Да. Па јас веќе дадов една изјава околу тоа прашање, точно за Антоанета, сестра и нели беше во пратеник. Меѓутоа, за мене тоа не треба да представува пречка за да некој од фамилијата напредува. Ако водиме сметка кој каде е и за да ги спречи тоа да биде пречка за напредок на некој член од фамилијата, мислам дека е веќе дискриминација на некој начин. Меѓутоа, треба да се води сметка за нешто друго. Кого бираат кога бираат судиите? Има ли еден принцип на сончогледи? Сега, видете, истите суди пред 5 години ја избрале Лорета Ѓоргиева. Сега ја бираат Данка Ристова. Не верувам дека судиите не знаат кој е сопругот на Лорета Ѓоргиева, сега кој е сопруг на Данка Ристова. Ме разбирате што ве прашувам? Ве разбирам и мислам дека во судската бранша постојат такви ситуации, што Опит да се прилагодите на новата реалност. Што велите? Да се прилагодите на новата реалност, постојат такви случаи и затоа сметам дека кредибилитетот на нашите судии не е на она ниво на кое што треба да биде. Секој пат судијата треба да размисли што ќе се случи ако превземе некоја акција, а за тоа стои нешто друго. Зашто јавноста нема да помине многу време, ќе го разбере тоа. Заради тоа мислам дека самите судии, ако си изберат некого што оцениле дека треба да ги таму представува во ред, но дали тоа го направиле тој избор честно, дали веруваат во тој човек дека навистина таму ќе даде максимум при нивното застапување. Да. Петковска, дали повеќе сакаме да веруваме дека нели треба да се даде шанса на Данка Ристова и така натаму, а всушност од старт некако со недоверба, веројатно, ќе се пристапи незината работа. Да, така, кај нас некако сите процеси почнуваат со недоверба и сомнежи дека има некои влијанија во работењето. Најдобро тоа ќе биде да го видиме од постапувањето на членовите на советот, новоизбраните кои што се. Меѓутоа, многу важен и клучен момент тука ќе биде судскиот совет, особено во делот на транспарентноста. Ние неколку пати укажуваме, таков е законот, таков и деловникот за работа на судскиот совет, а тоа е дека јавно мора да бидат објавени податоците кој член на советот како гласал за секоја одлука. Дали гласал за или против. За жал, ние податоци од судскиот совет такви се уште немаме. Конкретно за изборот во апелација Скопје кога беше минатата година, ние како коалиција со пристап ги побаравме тие информации, тие се достапни. Судскиот совет располага со податоците кој член на советот како гласал за секоја одлука, меѓутоа тие треба да бидат јавно објавени. Дополнително, доколку со оглед дека судиите ја избра,
доколку не се задоволни од нивниот представник во судскиот совет, они секогаш можат да покренат постапка доколку постои основ за утврдување на одговорност. Можат, ама не го Беше. прават. Меѓутоа кај нас за жал судиите се пасивни во тој поглед. Споменавме неколку примери. Еве и Исламабази да не го заборавиме, да речеме, иако не е судија, туку обвинител, и тој на непосредни избори беше избран за шеф на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. И за него критиките беа страшни, така? Да, практично и се покажа дека помалку или повеќе биле оправдани од временска дистанца 2 години по поминување на мандатот. И Сакав за само него да се ве велеше да му дадеме шанса. Да, па многу даваме шанса, веројатно тоа е. Сакав само да дополнам дека уште пред 2 или 3 месеци јас знаев дека судијата Данка ќе биде избрана за членка на судскиот совет, бидејќи такви беа моите информации, се покажаа дека се точни. Во основа, дилемата беше само дали ќе заврши како врховен судија, бидејќи имаше амбиции за да биде и судија на Врховниот суд, или ќе влезе во судскиот совет. Има неколку години пред пензија, не знам точно 3-4. Но во основа, она што го велите е точно. Зошто? Во судскиот совет имаше суди што незаконито донесоа одлука за разрешување на Весна Дамева. Тоа се судии, избрани од судиите. Имаше суди во управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители кои што тврдат дека јавното гласање со тоа што тие јавно ги заокружиле имињата, а не кажале за кого гласат. По уште излегува јавниот обвинител, се бламира јавно и вели, а тоа е и јавно гласање. Сега да ви кажам, во основа, сите тие ситуации покажуваат дека судите сами си ги бират своите джелати во судскиот совет, ако ме разбирате конкретно, бидејќи тие утре треба да гласат за нивно унапредување или за дисциплинска постапка. Во која насока... Да, кажете. Факт е дека не се почитуваат некои одредби и факт е дека судиите сакаат на некој начин да го избегнат она што го направиле, а што не е законски. Еве ова случајот со членови на управниот одбор на Академијата. Во законот дословно стои кој може да биде член на управниот одбор на Академијата. И во законот за Академија, и во законот за спречување на корупција. И оваа комисијата за спречување на корупција ги потенцираше овие работи, меѓутоа испадна дека не била правилно донесена одлуката на ДКСК и заради тоа не била применлива. Па каква да биде применлива? Они сами треба да се испочитуваат сами, затоа што во законот стои не може да биде председател на суд член на тој одбор, нити може председател на судскиот совет, туку тие треба да предложат судии да ги застапуваат во тој одбор, а не обратно. Епа тие велат еве судии се. Епа Ако судии се членови на судскиот совет. Не е точно, нивното место како судија мирува. Не можат две функции во исто време. Разбирам. Во која насока очекувате дека ќе се одвиваат промените во судскиот совет кои што ги најавува новата власт? Од ВМРО ДПМН е долго зборуваа за распуштање на судскиот совет. Дали сега ви се чини дека тоа е веќе ад акта, особено по јасните пораки кои што дојдоа и од Европската унија и од Соединетите американски држави, дека постои патокаса, тоа е извештајот на оценската мисија на Европската унија. Мислите ли дека власта се откажа од распуштање на советите, и судскиот и советот на јавни обвинители? Па некако како да се смирија тие намери дека ќе ги распуштаат двата совети, иако имаше според мене закани за распуштање на двата совети, наместо да се превземат мерки, да се лоцираат, односно се знае веќе кои се тие луѓе кои што ги направија сите тие проблеми во судскиот совет, и зошто не се отиде на линија на лична одговорност, туку се пристапи кон закани од едно целосно распуштање на советот. А дали може би план Б е на сцена? Еве со изборот на Данка Ристова, да речеме дека може би и поинаку да се освои советот. Тоа веќе се предпоставки, не би можела да кажам дали неизиниот избор ќе го спречи распуштањето на судскиот совет. Секој може да размислува и да предпоставува, но тоа, мислам, немам некои докази сигурни на кои би се повикала. Не, освојување наместо распуштање, сакам да кажам. Петковска. Ако си поднесеат членовите на судскиот совет тогаш оставки, тоа што ние го потенциравме и го баравме, можеби немаше да дискутираме повторно за ова. Меѓутоа се остава простор за дилема околу распуштањето, односно интерпелација на останатите, на членовите од
редот кој што се избрани од собрание, со оглед дека годишниот извештај на Судскиот совет и на Советот на јавните обвинители за 2023 година се уште не е усвоен во собрание, односно не е ставен на пленарно, не знаеме дали ќе биде усвоен. А не помина на комисија? На комисијата така не помина, со тоа што тоа е согласно конкретно сега Законот за Судски совет, член 100 мислам дека беше, каде што може да се отвори расправа за членовите кои што се избрани во редот на експлицитно собрание. не се вели дека тоа може да биде директна основа за предлог за разрешување, но да се отвори расправа за нивното постапување, што не знаеме што ќе биде и дали ќе се отвори можеби таква расправа во собранието ако не биде усвоен извештајот. Со оглед дека веќе имаме нови членови во советите и во двата совети, мислам дека во Советот на јавни обвинители веќе имаме некоја 80% нов состав. Судскиот совет еве полека се чисти од тие членови кои што од кои што баравме оставки, кои што учествуваа во тоа незаконско работење. Така што ќе го видиме понатамушното постапување и на советот, меѓутоа и на собранието во делот на годишниот извештај. Маглешов, вие што мислите на оваа тема? Мислам дека, читајќи владината програма и особено програмата на ВМРО ДПМН некако, да речам, водечка во тој поглед, тие дури во програмата пишуваа дека ќе има некаков преоден период во кој што практично ќе се воспостави некаква правна ситуација додека не се изберат комплетно нови членови. Па не знае како да го оправдаат, па не велеа не можеме судиите, можеме само вие што се избрани од собранието и од председателот. Сега во оваа ситуација практично кога двајца од проблематичните или тројца веќе не знам членови на советот не се повеќе членови на советот, има комплетно нов состав. Ми се чини дека оваа идеја што вие споменувате за освојување е по-логично отколку распуштање, бидејќи тоа е многу во основа подраматично. Меѓутоа, практично и министерот за правда и заменикот тие не знаат што да прават. 6 месеци власта е на власт. И во основа, тие до сега, ако веќе сака, може за 3,5-4 тоа да го завршат. Нели министерот за правда тргна во јавна расправа за предлог измени, нацрт измени на законот за судски совет? Меѓутоа, неговите најави во основа, бидејќи тоа доаѓа од знам, се во колизија со тоа што го пишува во програмата на владата, бидејќи таму пишува распуштање на судскиот совет и дури имаше реченица во која што пишуваше преоден период додека не се најде соодветно решение. Тоа за сега не гледаме дека се случува и не верувам дека ќе се случи, бидејќи странците децидно рекоа дека се против таа идеја, што мислам дека е упад, директна интрузија практично на извршната власт во овие две административни тела и мислам дека тоа е завршено прашање. Меѓутоа би било многу голем преседан, ние затоа и цело време потенциравме распуштањето на советите. Може во иднина секоја власт која што ќе дојде да го злоупотребува и ние, ако имаме на 4 години промена на власт, дали на 4 години ми би имале промена и на советите со нивното распуштање. Затоа тоа би било преседан кој што во иднина би бил многу лошо интерпретиран и би можел да биде многу злоупотребуван. Да, тоа на некој начин личи на политичка мерка од власта и јас не поддржувам такви политички мерки во судството. Сега, како реагира судството и обвинителството на изјавите на премиерот, а ги има често во последните недели, во кои што силно ги критикува состојбите во правосудството, не дека не се за критика, нели? Најавува робусна акција, вели од понеделник тргнуваме во ремонт таму. Де факто ништо не гледаме конкретно од страна на извршната власт како некаков потек, меѓутоа, да речеме, државниот јавен обвинител испраќа соопштенија до подредените обвинителства во кои што им вели, ве молам, приоритизирајте ги случаите за корупција. Дали на некој начин ова значи дека притисокот од извршната кон правосудната власт функционира, господја Коцо? Па на некој начин и функционира. Влијанието од извршната власт се веќе присутни во судството и се зборува и во судската фела и во јавноста воопшто е веќе присутно дека се врши некакво влијание. Сметам дека кога има критики во ред... Но ај да бидеме честни, не дека немаше и претходно веројатно влијание, туку може би едно влијание се заменува со ново влијание. Секој пат имало влијанија и ќе има влијанија. Надлежностите на трите власти се определени кој што треба да работи. И доколку било која власт излезе од својата надлежност, односно ја прошири,
а особено тоа се прави со судската власт, таму се навлегува, тоа е опасно за државата. Мора да се остави судството да работи самостојно. Мора. А треба ли и судиите малку да покажат интегритет? Судиите, апсолутно. Проблемот, јас велам стално, е кај судиите. Ти притисок не очекувај дека нема да имаш притисок. Секоја власт сака да завладее со другата власт. И ти како судија си тој кој што треба да го спречиш тоа влијание, да имаш свое достоинство, чест, углед, како треба да работиш и како треба да се однесуваш. Јас сум била долги години судија, па и јас сум имала притисоци. Меѓутоа, ниту тоа ме натерало да одлучам поинаку, ниту ме натерало да дадам оставка. Сум се борела онака како што сум сметала дека е најдобро да направам, ама не за него, за странката која што ми, односно за онамо од кај што доаѓа влијанието, туку странките да бидат, односно да ја добијат онаа правда што ја заслужуваат. Сега, факт е дека имаше случаи, обелоденети јавно, во кои што имаше видливи, да речем, знаци за потенцијална корупција, на кои што обвинителството не реагираше. И тоа е факт, нели? Сега го поврзувам со повиците од премиерот за тоа дека, нели, не знам, обвинителството не си ја гледа работата и така натаму. Па обвинителството според мене имаше такви ситуации каде што не реагираше навремено. Сега нешто почна да се размрда од како беа прозвани на некој начин и заради црната листа и заради сето тоа што се случуваше, па ете, државниот обвинител превзеде некои мерки во реконструкција на нов оддел, некој за гонење на тој висок криминал и така натаму. Меѓутоа, тоа не е долично да се сега превземаат такви мерки. Тоа требаше на време да се направи. Не да се чека некој да те удри по глава, па тогаш да реагираш. Разбирам. Што мислите вие двајца? За судството. Судската власт кај нас се доживува како трета власт. Значи, судството е една од трите власти. Не е третата и не е последната власт. И судската власт е кај нас најголема. Имаме најголем број на судии. Меѓутоа, судиите имаме впечаток како да не се доживуваат дека се дел од системот како власт и дека нивната власт е на исто ниво со извршната и со законодавната власт. И мора судиите малку да бидат поактивни и да го кренат гласот за да се изборат. Јасно е дека ќе има притисоци од другите власти, меѓутоа судиите се оние кои што треба да кажат не на притисокот и да најдат начин како да се изборат. Како вие ги оценувате потезите еве на државниот обвинител Коцевски визави пораките од извршната власт? Така, значи се остави некој таков впечаток дека сега веќе се разбуди обвинителството да работи, откако стигнаа критиките за обвинителството, меѓутоа тоа требаше и претходно обвинителството да го прави. Можеби недостига делот на транспарентност, еве брифингот со новинарите кој што беше организиран минатата недела се покажа како успешна алатка за информирање на јавноста каде е обвинителството и што работи. Така што транспарентноста ни е важен фактор за да знаеме дека институциите на вистина постапуваат. Друг момент кој што го имаме поврзан со влијанието и судството е тоа што имаме ние три големи предмети, ајде да кажеме, ако може да се наречат предмети, настани, каде што имало влијание и наводно влијание врз судската власт, меѓутоа не се разрешени. Тоа ни е предметот за оставката на Павлина Црвенковска како председател на судскиот совет, кога кажа дека има влијание судско бизнес елити. Остана неразрешени дилема дали имало или не имало такви влијанија. Потоа разрешувањето на Весна Дамева, каде што исто така се говореше дека има политички влијанија, и интервјуто на председателката на Врховниот суд за политичките притисоци во Врховниот суд. Тоа се три клучни случаеви кои што ги имаме, кои што во ние барем како јавност не добивме разрешница дали имало влијание, не имало влијание и кој ги заштитил судиите. Кога реков дека овој нов предмет во обвинителството по ставањето на Енвер Беџети и Артан Груби на црната листа, како малку да оди пошироко од само утврдување евентуална одговорност, нели поврзана со застарувањето на тој предмет, мислев токму на ова третото што го споменавте, интервјуто на председателката на Врховниот суд Беса Адеми за политички обид за политички влијанија во Врховниот суд. Така, ние цело време слушаме дека имаме влијанија, меѓутоа разрешницата не ја гледаме. Нас не треба моментот, ако постоело на вистина влијанија, да имаме казнево за тоа, за да знаеме дека и судиите се одважила, освен што го пријавиле, освен што го пријавиле влијанието и другите институции постапиле за да се заштитат судиите од таквите влијанија.
Да, во поглед на републичкиот обвинител, практично и ова размрдување на обвинителството, јас да сум премиерот, секој ден би излегувал јавно. Ама мене и така и ми личи. Од Да. премиерот како Така да свати дека после секоја негова изјава Така е. следува некако видлив поголем потек во правосудството. Меѓутоа, срамот е кај обвинителството. Ај премиерот што нема срам да излегува, па пред јавното обвинителство 10 часа да објави што е и како е во истрагата, да кажува штета во постапката. Премиерот излегува, штета во постапката кажува кој бил достапен, кој не бил достапен. Тоа во пристојна правна држава е недозволиво. И републичкиот обвинител би требало да му каже на премиерот или барем јавно да соопшти дека таквото поведение е неприфатливо. При тоа премиерот вели дека се брифира од МВР. Да, секако, па се разбира. Може би и ги сослушуваат, може би премиерот одлучува кој ќе стави на листа за обвинети и така натаму, тоа не знаеме, се е во сферата на шпекулациите. Сакав да ви кажам друго, дека јавниот обвинител е јавен обвинител на Република Северна Македонија 10 месеци. 10 месеци му требаат за да го донесе ова упатство откако му списка премиерот. Каде беше до сега? Јавниот обвинител Љупчо Коцевски е координатор над Висшето јавно обвинителство Скопје од 2022 година. Координатор за работата на основното јавно обвинителство за горење организиран криминал и корупција од 2023 година. Чи тој 2 години е републички јавен обвинител. Во републичкото јавно обвинителство можел, ако сака и досега, да направи контрола, надзор и така натаму. Но, во оваа ситуација сега му се ниша столчето, бидејќи јавниот обвинител се почесто е под критика на премиерот дека ќе го сменат, бидејќи не испорачува резултати, еве му оставиле 100 дена, па не знам повеќе од 100 дена и така натаму, бидејќи ова е прва ситуација барем ваква во која што по промената на власта во првите 100 дена не се менува државниот јавен обвинител. Не, Изврлевски мислам дека не беше сменен. Веднаш по промената на власта беше за некој период, не знам, неколку месеци, меѓутоа еве оставен е простор, нели вели премиерот, му оставаме сега простор на јавниот обвинител. Ама и да бидеме честни, основите за поведување таква постапка не се баш лесно. Така е. Остварливи, сакам да кажам. Меѓутоа, ние сме сведоци дека ако нешто политички се сака, може да се избутка, дури и кога тоа нема никаква логика со правото. Мислам, барем многу често сме го гледале. И тие ако сакат, бидејќи сега има некаква реконфигурација на советите, не знаеме таму какви се соодносите, меѓутоа, ми се чини дека бидејќи тој е сега загрижен за неговата фотелја, го прави ова што го прави. Јас велам да сум премиерот, секој ден ќе излегувам и секој ден ќе Грешов, а може ли сепак и од внатре да има како да кажам, отпор, обиди за одлагања, за забошотувања? Мислите на јавното обвинителство? Еве, например, конкретно за основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Може секако дека може да има, меѓутоа работа на шефот на тоа обвинителство и на непосредно повисокиот обвинител е тоа да го менаџира и да го организира. И на крајот на криштата имате дисциплински постапки, имате цела една процедура во која што можете, ако некој обвинител свесно прави обструкција, тоа е кривично дело по пречување на правдата. Ако веќе одиме до таму да тврдиме дека некој свесно не презема действие на штета на одредена истражна постапка. Ако ги вулгаризираме работите, ако Ислама Бази е експонент на ДУИ, а сега голем дел од очекувањата и на јавноста се поврзани со евентуални потенцијални истраги за случаи во кои што се имплицирани поранешни функционери од ДУИ, тогаш може би Ислама Бази треба да покаже зошто е на тоа место. Да, но мислам дека кај нас барем особено видовме дека како што се менува политичката номенклатура, така се менува и поведението на одредени поединци во јавното обвинителство и во судството. Немојте да се изненадите дека окутре има обвинение за Артан Груби. Тоа мислам јас навистина не би се изненадил, можеби не е во надлежност на обвинителството за гонење организиран криминал, можеби е во скопското обвинителство, но сакам да ви речам дека таа политичка етикета што нему му се лепи, во основа може да држи до одреден момент додека таа конјунктура е на власт, со која што го поврзуваат. Кога тоа ќе се смени, не значи дека ќе има континуитет. Може, ама и не значи, се разбира. Сега, да не бидем погрешно разбрани, дека обвинителството нема основа, па решава да работи по изјавите од премиерот, но очигледно е дека има некаква врска помеѓу изјавите на премиерот, проактивноста на обвинителството, а се разбира дека веројатно има основа да се постапува во значаен број предмети, бидејќи рековме дека има такви за кои што јавноста знаеше, а обвинителството не реагираше, така? Па така испаѓа. Во секој случај, обвинителството требаше навремено да си ја врши работата и не требаше да чека некој да го да укаже на некои нелогичности, односно не постапување не навремено постапување, па да почнат да пројавуваат некаква активност. Тоа мене ми смета и на јавноста, не само мене.
Меѓутоа, прашањето е дали тие навистина со ова размрдување нивно ќе покажат некакви резултати или тоа само така ќе остане? И мислам дека ќе се согласите дека независноста, професионалноста на обвинителството се покажува во неговата проактивност кон случаи за актуелни функционери. Многу е лесно да постапувате за поранешни функционери, барем, нели, до сега секогаш сме биле сведоци на тоа како ќе се смени власта, па година, две сведочиме на отворање предмети поврзани со функционери од претходната власт. А за актуелни функционери многу малку случаи имало во времето на Вилма Русковска, додека раководеше со обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, имаше неколку такви предмети, ама видовме па како Русковска заврши на крај. Не беше. Да. Нас не е толку подкопана довербата во работата на институциите, и да не биде само судството и јавното обвинителство, што може би да нема никакви влијанија во овој период, меѓутоа случувањата така се и изјавите од извршната власт и начинот на кој што постапува јавното обвинителство ни оставаат секогаш сомнеж дека навистина нешто се случува. Може би да нема ништо, меѓутоа сомнежот и таа недоверба што ја имаме во институциите за нивното постапување се главниот фактор за ова денес. За крај, господје Коцо, судската тога не е моден детај. Ќе остане оваа ваша изјава веројатно запамтена во едно интервју кажана. Не е моден детај, туку преземање голема одговорност за работата. Апсолутно. Секој судија, кога ќе стапи на должност и ќе облече судската тога, мора да свати дека пред него се испречува една огромна работа, една огромна одговорност, која мора да произлезе и да бидат задоволни не само граѓаните, туку и странките за кои што тој одлучува во тој момент. Мора, значи, да биде испочитуван човекот, граѓанинот, правдата. Не може да се помисли дека сум јас судија и мене ми е дозволено све да правам и да се однесувам како сакам. Не може. Се знае какво е судското однесување. Се донесе кодекс за етика на судиите. Дали судиите го почитуваат тој кодекс? Има случаи каде што не го почитувале. Не само во судењето, не само во она што е нивна обврска да го работат, па ако сакате дури и во надворешниот изглед. Не се почитувало како треба судијата да изгледа надвор, како треба да се однесува. Не е дозволено секој судија да прави што сака, тој не е обичен граѓанин. Добро, ви благодарам многу што бевте дел од 360 степени. И ние ви благодариме за поканата. Тука се одјавуваме до крај новата саботажа. Пријатно до следното наше издание. Четврток, 20:15. Познатите и непознати аналитичари зад скриените следбеници на Путиновата доктрина, отворените љубители на мултиполаризмот, без никаква дилема и со огромна увереност, сметаат дека браќата од Истокот нема да дозволат да падне братот Башар. Они контролираат неколку четврти, значи градски квартови во Алепо и ја заседува и касарната, војната база на регуларната сиријска армија, но во раните утрински часови, вчера, денес и овие наредни денови се очекува руските воени сили подржани со авиација и подржани со регуларната сиријска армија да извршат контраудар. Таа илузија и тоа големо познавање на геополитичките движења траеше ептен кратко. Мораше да се премине на ново сценарио во кое изземањето од одговорноста на неголемата Асадова потпора стана иманентно. Ако самата сиријска војска не е спремна да се бори и да гине за својата држава, па не може русите сега да излагаат или иранците или другиве поголеми сиријци од сиријците. И не само што се прави се за да се оправда ваквото сојузничко пуштање низ вода, туку се креираат и демонстрираат интересни тези според кои ова е перфектен стратегиски потек од кој треба да се учи. Русите изигра брилијантно, ги подучија дури и иранците, кои што се многу поимпулсивни, потемпераментни, кои што можеа да влетаат во стапица веднаш
за да може после Израел да ги бомбардира, си застанаа пострана, но сакате баш ова, си го евакуира. Освен блескавиот потек со кој му обезбедија сигурна куќа на Асад, според нашите експерти, суперсилата која докажа својата моќ во Сирија не застанува, па со сето победничко искуство сега се нуди да биде заштитник на други држави и нации и на други континенти. Има средба на рускиот амбасадор со Венецуелското министерство за надворешни работи, а исто и во Никарагуа и сега така се зборува за база, руска база во Никарагуа, да. Некогаш не е потребно да имаат и формална база, бидејќи оние од неформалната веќе им се закануваат на тие што се сомневаат во моќта. Според нив, Македонија мора да се опамети, бидејќи со однесувањето предизвикува. Ние стануваме веќе легитимна по меѓународното право цел врз нас да падне орешник или било кое тактичко нуклеарно оружје. Само трпението и, како да кажем, онаа хумана страна на Русија и руското раководство го спречува тој настан, иако Русија денеска е провоцирана тоа да го направи уште веднаш. И на крајот, сепак има спас, оти е јасно дека Трамп си има голема слабост. Човек што има 3 жени, од кои првата е жена со словенско потекло, Иванка Тоа Трамп, нема да влие на... и третата е со словенско потекло од Словенија. Мора да се има мала доза на недоверба во вакви словенољубиви анализи. Оти наспроти дилемата дали таткото на Меланија е словен или германец, сосема е сигурно дека нивните мајки се Австрија.